Носителот на кандидатската листа во изборната единица 3 од коалицијата за подобра Македонија Илија Димовски на пресконференција во Кучани ги посочи проектите кои се градат во источниот дел од државата, од кои бенефит ќе имаат и граѓаните на Кучани, и ги истакна идните проекти за овој дел поместени во програмата на ВМРО ДПМН реално. Во Кочани се изградија многу инфраструктурни суштински проекти за градот. Тоа не се случуваше во време на Социјалдемократскиот сојуз. Во Кочани се изгради атмосферска канализациона мрежа со која се одвоја фекалните отпадни води од атмосферските води во должина од 5,5 километри. Започна реализација на проектот за изградба на пречистителна станица и изградба на колекторски систем. Течат активностите околу изградбата на браната Речани на Оризарска река, капитален проект кој е важен за целиот источен регион и има вредност од 27,3 милиони евра. Во Кочани се изгради училишна спортска сала во училиштето Крсте Петков Мисирков од страна на владата на Република Македонија. Се отвори клон на детската градинка Павлина Велјанова во село Оризари. Од проектите што се од особено значење за жителите на Кучани и регионот, а кои ќе се градат во наредните 4 години, Димовски ги посочи изградбата на експресниот пат Штип-Кочани, како и рехабилитација на патните правци од и околу Кочани. Тоа се патните правци Винички Превалец, Македонска Каменица, Делчево, Македонска Каменица, Крива Паланка, потоа патниот правец Виница, Бигла, Делчево и реконструкција на патниот правец кон Берово со целосна замена на асфалтот. Димовски ја најави и изградбата на госоводниот систем од Штип кон Кочани, Виница и Разловци, Беровско, а најави и доаѓање на уште неколку странски инвестиции во Кочани, како што тоа го направија компаниите Амфенол и Антура, кои вработија 2000 невработени лица.